Македонија веќе го живее новиот есенски бран на коронавирусот, но со застарени заштитни мерки донесени пред неколку месеци. Земјава урива рекорди по бројот на заразени и починати, а новите мерки, кои надлежните ги најавија уште минатата седмица, доцнат. Министерот за здравство Венко Филипче се правда. Препораките за носење заштитна маска на отворено биле доволни и засега не се разговарало за нови рестрикции, но пропушти да каже кога тоа ќе почне да се имплементира. Во овој момент, освен овие препораки, нема потреба од други дополнителни рестрикции. Други дополнителни рестрикции би вклучиле рестрикции што се однесуваат на луѓето во јавниот превоз, евентуално ограничување на работните часови во делот економски субјекти, угостителски објекти и така натаму. Сепак во борбата граѓаните да се заштитат од опасниот вирус останува само надежта на министерот дека пратениците наскоро ќе ги донесат потребните законски измени. Бидејќи земјава веќе не е во вонредна состојба, па владата не може да носи уредби по своја волја. Од друга страна, мнозинството во парламентот се тенчи, бидејќи секојдневно се јавуваат нови позитивни случаи на COVID-19. Надлежните во очај бараат законодавниот дом да заседавал онлайн. Тоа е нешто што ние веќе го правиме во владата со Zoom седниците преку Zoom платформата и така натаму. Никако не треба да се свати платформата дека е во било која смисла обид да се компрометира било кој капацитет на собранието, дали демократскиот, дали функционалниот и така натаму. Искрено сметам и мислам лично, но нека утврдат и службите, нека каже и од законодавно правен аспект гледано дали тоа сето може да се спроведе, технички верувам дека може да се изведе. Меѓутоа исто така верувам дека се сите свесни дека у периодот кој што доаѓа приоритет ќе биде заштита на здравјето. И додека соседните земји ги затвораат рампите за македонските државјани, владата во понеделникот ги отвори домашните граници за влез на странски државјани, без досега неопходниот ПСР тест. За сега македонците ќе можат слободно да патуваат само во Косово и Албанија. Надлежните се правдаат. Границите се отвориле на предлог на Комисијата за заразни болести. Оти епидемиолозите заклучиле дека нема опасност вирусот да биде внесен од надвор.